издание. Албанија погодена од еден од најсилните земјотреси во последните 30 години. Судот одлучи дека поранешниот советник на Белата куќа Доналд Макган мора да сведочи во постапката за импичмент на Трамп. Климатските промени никого не поштедуваат, ниту базиликата Свети Марко. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Посилниот земјотрес што утринава ја погоди Албанија. Од сите страни на светот пристигнува помош. На терен се и спасувачки екипи од целиот регион. Земјотресот што утринава ја погоди Албанија со јачина од 6,3 степени според Рихтеровата скала, а кој силно се почувствува пошироко во регионот, е еден од најсилните земјотреси од 1979 година, соопштија сеизмолозите. Подосна следеа и други последователни потреси кои се должат на сеизмичката активност. Спасувачките тимови трагаат по преживеани и заробени во орнатите згради. 14 лица ги загубија животите, а повредени се повеќе од 600. 11 лица се водат како исчезнати. Федерален американски судија донесе одлука дека поранешниот советник на Белата куќа Доналд Макган мора да се придржува кон поканата од представничкиот дом за неговото сведочење во истрагата за импичмент на американскиот претседател. Судијката нагласи дека претседателот нема моќ да го ослободи од сведочење Макган или било кој од другите сегашни или поранешни официјални представници на Белата куќа. Администрацијата на Трамп планира да ја обжали пресудата. Турската полиција употреби сила за да го разбие маршот на илјадници жени кои повикуваат да се стави крај на неказнивоста на мажите виновни за насилство врз жени. Полицијата ги спречи демонстрантите да маршираат во главната трговска област на Истанбул. Председателот Доналд Трамп во Белата куќа го одликуваше Конан, воено куче на американските специјални сили, кое беше повредено во октомври во операција против терористичката група Исламска држава, во која загина лидерот Абу Бакар ал-Багдади во Сирија. Откако Венеција беше погодена од една од најголемите поплави во последните 53 години, италијанските политичари влегоа во жестока дебата за тоа дали човекот е виновен за климатските промени. Слична дебата се води и во Сиднеј, каде растот на температурите е причина за пожари, известува Хенри Ричвел. Водата конечно се повлекува од Венеција и започнува чистењето. 70% од градот останаа под вода како последица на рекордно големите поплави. Базиликата Свети Марко е 6 пат поплавена во текот на 1200 години. 4 пати од нив се случиле во последниве 20 години. Градоначалникот е дециден. Поплавите, вели тој, се предизвикани од климатските промени. Ни требаат научници кои континуирано ќе истражуваат што се случува овде поради климатските промени. Но сите во Венеција не се согласни. Регионалните законодавци го одбија планот за справување со климатските промени и само што завршија со дебатата, просторијата каде се состанаа беше поплавена. Владата се надева дека ќе ја заврши браната против поплави до 2021-та. До тогаш, Венеција може да биде погодена од уште катастрофални поплави. Повеќето научници сметаат дека зачестеноста и интензитетот на поплавите се должат и на климатските промени предизвикани од човекот. Тешко е одделни случаи да поврзете со климатските промени, но мислам дека гледаме силен сигнал на последиците од климатските промени. Во Венеција, на пример, знаеме дека нивото на морето се зголемува поради растот на температурите. Водата од океанот се шири, морското ниво расте. Од тука се зголемува и ризикот од поплави во крајбрежните области, особено околу Венеција. 16.000 километри подалеку, облакодерите во Сиднеј беа обвиени во Чад, додека во близина беснеја пожари во австралиската држава Нов Јужен Велс. Над 500 домови се уништени, а 4 лица ги загубија животите. Температурите растат. Кога е суво, воздухот станува уште посув, бидејќи влажноста се намалува. Оттука се почесто има услови за пожари. Австралиската конзервативна влада ги критикува оние кои пожарите ги поврзуваат со климатските промени, како тврдења на екстремисти, екоприврзаници кои предизвикуваат лутина кај противниците. Оваа влада имаше многу можности да го намали ризикот од вакви катастрофални пожари, но и покрај тоа избра да долее масло на огнот.
Како и во претходните години, и во 2019 забележани се сложени климатски промени, а показателите се вознемирувачки. Научниците предупредуваат дека светот бавно се справува со климатските промени, така што катастрофите како оваа стануваат се почести низ целиот свет. Холограмите влегуваат и во канцеларија. Microsoft почна да нуди втора генерација холоочила, преку кои корисниците можат да работат со холограми. Тина Трин ни пренесува какво искуство е ова. За неупатените, ова изгледа како необична пантомима. Но погледот низ очилата HoloLens 2 на Microsoft изгледа сосема поинаку. Направата содржи сензори што го следат движењето на очите и на рацете. Тоа на корисниците им овозможува интеракција со 3D холограми како во реалноста. Вградениот систем за препознавање глас и бежичната конекција го оживуваат интернет преборувањето. Според Microsoft, тоа ќе го смени начинот на работа. Дигиталниот свет со децении го гледавме преку стаклените екрани од компјутерите и преку мобилните телефони. Овој нов начин на работа припаѓа некаде меѓу виртуелната и додадената реалност. Microsoft тоа го нарекува мешана реалност. Мешаната реалност е ослободување на дигиталниот свет од стаклените површини и неговото внесување во нашата реалност. Интеракцијата е како во реалниот тридимензионален свет. Инженерите велат дека HoloLens 2 ќе овозможат нова комуникација меѓу вработените. И самите работници ќе може да се прикажат како холограми. За разлика од видеоконференциите во кои има само екрани, сега ќе имате чувство како да сте во иста просторија. Ќе се намалат патувањата, луѓето ќе бидат поблиску. Италијанската компанија за мебел Natuzzi ги користи овие очила за виртуелно да им ги представи производите на своите купувачи. Ова е огромна предност во продажбата. Производот може да се види од секој аго. Холограмите може да се користат и како алатки за обука. Дигиталните верзии од предметите покажуваат како да се заврши задачата. Но во реалниот живот не е се така лесно како во промотивните видеа. Цената од $3.500 е висока, но сепак HoloLens 2 даваат сосема нов видик на секојдневието. Нов револуционерен уред им помага на слепите лица да го видат светот околу нив. Керол Пирсон објаснува како ова им го подобрува квалитетот на живот. Джейсон Естерхаузен мислел дека никогаш повеќе нема да ја види светлината или да забележи движење откако во сообраќајна несреќа го загубил видот. Но притискање на едно копче, тоа се променило. Немам зборови. Од ситуација во која не можев да видам апсолутно ништо од целосна темница, наеднаш гледам мали, треперливи светла кои се движат. Иако ова не е нормален вид, тој може да се движи во средината. Способноста да знаете каде е влезната врата, каде тротоарот започнува или завршува, или каде има раскрсница, сето тоа е исклучително важно за овие луѓе да си повратат одредена форма на независност. Еве како функционира уредот. Мал генератор е вграден во мозокот. Други делови се состојат од видеокамера на очила за сонце, што испраќа сигнали во процесор кој ги враќа во очилата кои што бежично комуницираат со имплантот. Ова симулира шема на кортексот за вид во мозокот и им овозможува на корисниците да откријат движење на светлина. Сушност имаме видеокамера и процесор за обработка на видеото кој ги изведуваат функциите на она што вообичаено го прави окото. Естерхаузен е едно од двете лица во САД на кој се тестира оваа технологија. Има мали бели точки на црна заднина. Тоа е како да гледате во ѕвездите ноќе. Технологијата наречена Орион ја произведува компанијата наречена Вторвид. Се тестира во медицинскиот центар на Универзитетот на Калифорнија и Коледжот за медицина Бейлор. Естерхаузен сега може да ги сортира перените алишта и да врши други активности што порано не можел. Преминувањето преку улица е многу полесно и побезбедно бидејќи можам да гледам надолу и само да ја следам белата линија на патот. Истражувачите веруваат дека еден ден оваа технологија може да биде од помош за лицата кои го загубиле видот поради болест, како диабетес, лица со слаб вид или оние што се родени слепи. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Довидување до утре.